Музичка дијамантска сложувалка на радио ФМ Вреба, Радио Слободна Македонија. 9 минути по 15 часот ФМ Вреба на Брановите на Радио Слободна Македонија, речено стурено по кратките вести во 15 часот и по Ринди Крафорд I wishing on a star to follow where you are. Еве сме назад во студиото со почитуваниот гости Никола Јанков Куки. Порано беше популарен како едната половина Дули Куки, а денеска поточно во изминативе 3 години е дел или предводник на музичкиот бенд именуван како Тајфата. Станува збор за структура на неверојатни музичари кои нели со заеднички сили ни доловуваат еден сосема екзотичен, необичен музички свет кој се потпира на сето она што представува пред се традиционална чолгаџиска музика. Кога ја слушате Тајфата, имате представа дека се наоѓате таму некаде во некоја извонредна културна средина од 19-тиот век, да кажеме некој град како што е Охрид, можеби Ресен, можеби Битол или пак Старо Скопје. Ете така врвите кон целата таа калдерма со целата таа неверојатна екзотика и патина на времето. Тоа се Тајфата, значи древните времења, оние вистински градски серенадни, трубадурски, чолгаџиски нешта ги носат во Република Македонија благодарение на својата музика и ние се разбира дека сме им неверојатно многу благодарни заради целите тие атмосфери, екзотики, носталги кои што ги нурнуваат и во кои што всушност не нурнуваат нас како луѓе. Значи Куки Тајфата на почетокот на овој месец, ноември 2016 година, на YouTube каналот ја пуштија преработката на добро познатата Слушам крај шумат шумите, и на која душтинаш повторуваме дека Тајфата за само 3 години од основањето стана препознатлива по својот музички правец, меѓутоа и по својата професионалност. Куки или Никола Јанков Куки, добри дојде по втори пат во ФМ Вреба на Слободна Македонија. Добро ве најдов, многу ми е драго што сум дел од вашата фреквенција, што така па и често се слушаме, се гледаме. Така. За жал нема да можеме да емитуваме вашата композиција, меѓутоа сите оние кои што не преферираат токму сега на Слободна Македонија, ќе имаат можност да посегнат по веб страната на радиото и во најавата за гостувањето на Куки денеска во ФМ Вреба ќе имате можност се разбира да проследите и се што представува нивна музика, поточно ќе имате можност да ја проследите Слушам крај шумите на Тајфата. Куки, ајде, кога го работевте овој музички производ, зошто токму посегнавте по оваа композиција и ред други нешта, меѓутоа најнапред кога и зошто Слушам крај шумите? Па тоа не е дека некој почеток и тоа не е дека нешто специјално не се работело, па сега почнавме да работиме, значи цело време се работи, тоа е многу важно. Ми падна на идеја за конкретно за оваа песна меѓу другите. Сега во овој даден момент да се пушти Слушам кај шумат бугите. Тоа е една песна која што јас така почнав по така социјалните мрежи да ја раскажувам приказната, сега ја овде ќе кажеме, тоа е песната која што јас дома, моите родители ми кажуваат дека е една од првите, можеби и првата песна која така дома на мои 3-4 години сум ја шушкал, сум ја мумјал, сум ја кажувал на некој свој јазик, буките, уките, укеке, така натаму. И еве сега дошол конкретно моментот да таа песна на начин како што јас, односно заедно со мојот тим, аранжерот Дејан Гориевски Дзене како продуцент, нели овде се Венко Серафимов, да не заборавам, и голем дел од луѓе, Ивица Јорданов, луѓе кои што цело време се покрај мене, и дојдовме до идеја да дадеме едно наше видување. Значи народот пред многу години, 50, 100 години, 200, не знам пред колку време, народот си правил своји песни на свој начин, но меѓутоа тогаш ние не сме биле дали присутни. И сега јас си викам, зошто да не се вмешаме во тоа да добие 21 вековно руво Слушам крај шумат шумите, ама тоа е патриотска песна. Зошто постигнавте токму по една од најпатриотските песни, значи Слушам крај шумат шумите, буките шумат за војводата капитанот. Зошто патриотска? Видете,
ако човек може да каже патриотска, тоа е македонска народна песна и створена во даден момент. Сега такви биле можеби за Костадин војводата. Костадин, такви биле таков бил моментот и јас тоа како дете така сум го дома таа песна од домакината е една од најубавите македонски песни, па и патриотски нека се каже. И значи многу често сакам да кажам дека не дека тоа ние сега треба да остане или не треба да остане така, него моето видување со стилот со кој што Кокитајфата го преферира со електрични гитари, клавир, хармоника, па кларинетот се става, се прави една фузија на сите тие работи, се прави една атмосфера кој што јас едноставно се наоѓам со моите емоции таму. И песната конкретно ја пеам јас, е многу интересно да се спомне дека некако придружни вокали, бидејќи Андријана Јаневска веќе 15 години и повише на сите албуми пее како придружен вокал, но има еден дел кај што кажува дека каде е син ми Костадин војводата, и се работи за Андријана Јаневска. Има еден дел кај што останува, нели, сама. Луѓето веќе доволно има, гледам, реакции, има доволно слушаност песната да едноставно им се допаѓа. И сега работата е да не испадне дека ние, јас и порано имав една обработка, до сега не сум работел така, на Пушти коси, ако се сеќавате. Ветрата ги носи, така, на Зијан. Значи, работата е да малце видувањето, емоцијата, моменталната ситуација, како се осеќа мојот тим, како се чувствувам јас, како тие измешани емоции, нови инструменти, нови справи, нови студија, како тоа би требало да зазвучи. Јас едноставно се лепам на тоа и убаво се чувствувам. Во овој конкретен случај, како песна од мои 3-4 години, што ја знам, и тоа може да се каже дека е првата песна во вашиот живот? Или песна на вашиот живот на некаков чудесен начин? Првата песна која што, значи јас ова не го знам, не го памтам, моите родители ми кажуваат тоа, дека прва песна дома што сум ја запеувал, подпеувал и они откриле дека била, слушам кажуваат буките, точно тоа, јас сум си пеал нешто, укеке, тоа значило буките. И сега користам приликата, можноста да еве, супер најава, кажавте, тоа е супер македонска, патриотска песна, значи за Македонија. Многу работи слушаме на телевизија, многу работи гледаме и што човек има потреба, тој што нема потреба, но меѓутоа јас така гледам на Македонија. Со другари, верни другари, кога ќе се врвите со пушки да не пукате и со коњи да не тропате. Да, и еве вашето радио се вика Слободна Македонија. Так. Значи, некои работи кои сакаат да бидат, да се случат, едноставно кај мене јас одам на инстинкт, одам на емоција и еве се случуваат. И за среќа до сега сето тоа луѓето добро го гледаат, добро го прифаќаат. Залепи емоцијата, имате видеозапис направено токму на тема слушам. Да, исто така кој го праве се видеото? Да, видете, тоа е, јас работевме и се уште Томато се како дел од целиот овој тим, освен нели што ги спомнавме луѓето, маркетинг луѓето што работат и така натаму. Направивме, па тоа е спот, но меѓутоа условите не дозволуваат во моментот. Многу е ладно за несреќа, малку и закаснив. Се направи една снимка која што ќе излезе за луѓето да не остане само така песната, ја пуштивме, само социјалните мрежи ја прифатија, кој слушнал и затоа рекламата си прави уште еден чекор понапред. Се направи на снимка, па нека видат, таму се појава исто Андријана Јаневска, гитаристот од тајфата Ивица Јорданов, кој што свири на сите тие гитари од претходниот албум и така сето тоа. Колку е досега повеќе од 8000 луѓе кои имаат видено на што сте го срочиле на почетоков на овој месец, слушам крај шумат шумите, ова ми е најнов податок, само што проверив на YouTube што е солидна бројка со оглед на тоа дека не ве пуштаат. Една недела, видете, јас многу не се потпирам на тие бројки, бидејќи ако погледнеме наназад има песни кои што немаат воопшто бројки, па после не знам колку време
бројките вртоглаво одат нагоре и слушаноста, значи Меѓутоа, не можеш да срамежливо засега е покриена најавата, сакам да кажам, во медиумиве, токму за ова слушам крај шумат шумите. Јас Значи, сум нам многу дека среќен Слободна ради- Македонија е втор медиум кој што го објавува сите ова. Да, јас сум многу среќен ради тоа, бидејќи правецот си го фаќа својот, како да кажам, Вистински тек, така. својот тек, и луѓето утре кои ќе кажат Коки и Тајфата веќе знаат за што како проекти, како песни, како тим, кој што работи со Коки и Тајфата. Кој во моментов настапите се во Тајфата? Ајде да ги споменеме музичарите кои што се дел во моментов во Тајфата и потоа каде ќе имаат можност или каде имаат види, можност да ве проследат. како на тие настапи кај што луѓето не ангажираат, морам да го споменам Далибор Гошич, првенец солиста во танец. Значи, он на оваа снимка не пее, јас пеам, бидејќи така, идејата така го терам проектот, но меѓутоа ќе следи понатаму да може да слушнеме за кого станува. Имаме клавиатуриста Ивица Јорданов, зависи од пригодите на кој што луѓе. Негде кај што одиме по места кај што сте локали и дискотеки, малце скратен составот, бидејќи тоа се бара, но меѓутоа 5 луѓе се настапува. Сега не знам како ќе звучам. Луѓето многу сакаат на некои нивни приватни свечености, свадбени свечености доста не ангажираат. Тоа си, знаете како оди, унапред се договара и тој што сака да ја добие Коки и Тајфата, значи го знаат луѓето бројот, знаат каде на социјалните мрежи, Коки Јанков сум на Facebook, сите може да ми исконтактираат и така натаму. Така. Значи тука можеме да ве видиме, за жал не можеме да ве погледнеме во моментов на телевизиите, односно можеме, меѓутоа само с разговор не можеме да ги чуеме вашите композиција и повеќето радија во Република Македонија, меѓутоа да, во скоро време, значи ете така чукаме сите она што е возможност да се отвори сите она што представува всушност пристап кон македонската музика. Коки, што е следно како Коки и Тајфата музички проект? Послушам крај шумат шумите, ќе има ли преработка на некоја можеби следна македонска сега не ми се верува. Има доста автори кои што, нели, како што спомнав, цело време се како мој грб, тоа се пријатели долгогодишни, многу дружиња, луѓе кои што го знаат мојот карактер, луѓе кои што знаат како да се вметнат во мојата приказна, и претходно луѓе што работеле со Дули Коки и денес. Така да има многу песни и морам да споменам дека ние со Дули имавме 3 албуми, 4-тиот не излезе, 5-тиот, односно првиот на Тајфата, ова е 6-ти мој проект кој што еве можам да се пофалам дека се работи интензивно. Мислам дека не е за подценување, не знам, да не бидам сватен, јас си се гордеам со тоа дека се спремам во 6-тиот проект, 6-тиот албум. Ќе има за секого по нешто, но интересно што ќе има доста гости. Например, ќе навидеме некои име или сите ќе ги оставиме како музички изненадувања? Видете, тоа се идеи кои што луѓето со драга волја, значи со чисто срце сакат да го прифатат тоа, значи имаме контакти и со луѓе кои што многу допринеле овде на македонската естрада музика, да речем, но малку некои луѓе нели си фатиле некој свој правец, свој бизнис и така натаму, малце се подзаборавени. И тоа се луѓе кои што Колки ќе направи ренесанс? Па сега не на ренесанса, него луѓето сакаат да дојдат да отсвират нешто, сакаат да дојдат нешто да отпеат, сакаат нешто да направат, бидејќи и им се свиѓа тоа што, значи, секој може да се од различен жар на музика, може од етно музичар, може од рок н рол музичар, може поп-рок, така како ме разбирате, некој класичен изведувач може да отсвири нешто кај што буквално на овој начин аранжмански придотерано, направено, ќе звучи многу интересно. Јас тоа го ветувам и тоа ќе го исполнам и ќе видите дека имам едно мото кое што сакам тоа стално го повторувам, дека окей, доаѓаме, ја пуштаме песната, на кого му се допаѓа, окей, ако не, ќе направиме нова. Значи тоа стално го повторувам или ќе земеме друга, ќе ја пуштиме во етерот, да не бидам сватен погрешно и така.
Благодарам многу за гостувањето во ФМ на Слободна Македонија. фала. Ако што нешто сака Коки да додадем, нека повели. Па, ништо, голема благодарност. Значи, отворени се линиите за соработка. Сакам исто да кажам дека важно е ово да го кажам, околу името многу, па и во Македонија на Балканот има многу се декларираат музичари по тајфата општо. Музички тајфи, така. Да, има многу тајфи. Но кој сака Коки со тајфата, значи тука мора да се обрати и на кај мене лично Никола Јанков. Да, за да може да се ангажираме едни со други. Благодарам многу за гостувањето во ФМ. Значи Коки и неговата тајфа на почетокот на овој месец на YouTube пуштија преработка на добро познатата Слушам крај шума чумите. Преработката имате се разбира на сајтот на Радио Слободна Македонија. 24 минути по 15 часот. ФМ движи со ЕПП. Музичка дијамантска сложувалка на радио ФМ Радио Слободна Македонија.